Уважаеми колеги, почитувана јавност, на стартот господине Талевски, прашањето дали ВМРО ДПМН ќе ги поддржи петиот сет на мерки, и јас би ви го поставил на вас. Зошто тој сет на мерки е поставен дури наредната недела на седница? Ако велиме дека толку брза и дека ние треба да им помогнеме на тие луѓе, зошто го кочите вие тоа решение да не се најде што е можно побрзо на седницата? Од аспект на петиот сет на мерки, ќе го повторам ставот на председателот на Комисијата за финансирање и буџет Тимчо Муцунски, даден Сабајле во заедничка изјава со министерот за економија, е дека во петиот пакет на мерки има одредени модели кои што опозицијата ќе ги поддржи, но сепак загрижува нивното споро носење, заради тоа што до сега не се извршиле потребните консултации со приватниот сектор. Гледаме дека многу дејности ви излекуваат на улица, гледаме дека се уште има за нерешени проблеми, и опозицијата, како нешто кое што представува мост на собранието, заедно со тие чинители, заедно со граѓаните, нема да ги поддржува оние мерки кои што не се до крај изработени. Ама уште еднаш повторувам, немојте да ја се обидувате да ја префрлите топката за нешто кое што само вие и вие сте виновни за тоа. Она кое што е важно, за кое што дискутираме денеска, е дека оваа информација била поднесена во 12-тиот месец, а е ставена на дневен ред во 3-тиот месец. Она што е важно е дека за тутунарите се одвојуваат... Дневен ред кога е свикана седницата. Седницата е свикана, знаете кога е Бојан. Сепак... Немојте сега да манипулирате, знаете кога е свикана седницата. Единствено што немојте такви зборови да користите, јас се служам со датумите кои што се дадени тука. Ти се служиш со датумите, але треба да знаеш кога е свикана оваа седница. Фактот е еден, а моментот што ние расправаме е сосема друг. Датумот на информацијата е 23.12, а денеска е 3 месеци подоцна. Тоа се фактите за кои што ние разговараме. Понатаму, во петиот пакет на мерки предвидени се помош од 6 милиони евра за оваа намена. Сакам да подсетам дека изминативе 2 дена разговаравме за две задолжувања, од кои што за основното образование за консултации ќе се потрошат 8,7 милиони евра, за енергетска ефикасност за некој фонд кој што се уште не знае како ќе се операционализира, ќе се потрошат 7 милиони евра. Она кое што е важно и кое што треба да се укаже е дека ние оваа информација ја поднесовме не заради тоа што ситуацијата со тутунарите е сјајна и затоа што таа блеска, туку заради тоа што луѓето имаа проблеми. Не може да се анулира фактот дека имаше неколку протести, од кои што еден пред неколку дена, и не може да се анулира фактот дека овие луѓе, нивниот труд им е потценет и дека она кое што тие го произведуваат се откупува помалку отколку една кутија цигари. Правев одредено истражување и сакам вака да поделам со јавноста и да апелирам зошто маката на овие луѓе, која што е жестока, која што е многу тешка, се множи со нула од апсолутната власт. Едно семејство, просечно тутунарско семејство, може да произведе во текот на годината 2 тона тутун. Тоа значи дека во просек од тоа ќе прибави околу 10.000 евра, кога ќе ги извадите трошоците, од прилика 7.500 евра останува по семејство за една сезона на тутун. Каде се тука маките, каде е тука нижењето, каде е тука набавката на оние кеси и амбалажи за тутунот, каде е станувањето рано и така натака и така. Ке ми дозволите да споредам со две работи. Што е актуелно денеска во јавноста? Актуелно е во јавноста тоа што високите владени функционери, оној главен антикорупционер е во Дубај, а Рашковски Драги е во Мексико. Онаму каде што летува Драги Рашковски, односно се одмара, така кажано, додека не дека нешто е сосема друго, чини 17.000 евра за хотел и 5.000 евра за авионски карти. А оние кои што цела година се мачат и кои што се уште не може да го решат проблемот со тоа што го работат, што не манипулираат со некого и само што сакаат да си прибават она кое што им следува од државата, ќе се мачат цела година за да дојат некои вакви луѓе и на нивната мака да ликуваат далеку од Република Македонија. Па така да испаѓа дека тутунарите со нивната честна мака ќе останат, односно ќе може да отидат најдалеку до Плетвар, каде што ќе протестираат, а оние кои што треба да се грижат за тутунот да им биде исплатен, кидат во Мексико и во Дубај. Е така оваа влада ја гледа трката за подобар живот на сопствените граѓани. Она кое што особено ме загрижува, покрај тоа што не се гледа
да им се помогне на луѓето од социјална, економски и финансиска вака природа или од тоа гледиште на работите, е тоа што можеме тука да го видиме јасно потврдувањето на оваа влада во сите сфери на општеството. Дали се работи земјоделие, дали се работи образование, дали се работи од социјала, дали се работи од здравството. Можеме веќе со конкретни показатели да разговараме и со бројки. Проблемите само се ставаат под тепих и се обидува да се префрли топката кај опозицијата. Па затоа, ако одредени бројки тука може да се скријат, кога ќе дојде конкретно нешто да се извади на теренот, ние ќе имаме вакви ужасни бројки. Па затоа ќе бидеме 111 место на Transparency International, па затоа угледниот France Press по анкета добиена од Брима Галуп ќе не рангира на најнесреќно место за живење, па затоа Економист ќе не прогласи за хибриден режим и затоа на Евростат ќе бидеме третата најсиромашна држава во Европа по Албанија и по Босна и Херцеговина. А тоа е така само заради тоа што веднаш после мене некој ќе искочи ќе ме обвини дека не ја кажувам вистината, истите оние кои што 3 месеца додека заедно со опозицијата не се донесе оној закон, бегаа и се кридеа од оние кои што штрајкуваа и од оние кои што протестираа. Ова законско решение, тоест оваа дискусија со тутунарите, укажа уште една работа со која што вие сакате да се спасите од одговорност со која што нема да ви успее, а одговорност од катастрофалното водење на оваа држава. Тоа е дека јазот помеѓу сиромашните и богатите се зголемува, ама треба да бидете фер и да признаете дека опозицијата беше таа која што помогна да се донесе ова предлог законско решение и покрај тоа што не беше дефинирано односно што не беа инкорпорирани барањата на Сојузот на Сдруженијето на тутунарите и што не беа инкорпорирани оние предлог идеи кои што ги нудеше опозицијата за ова, а кое што покрај продолжување на рокот нудеше и забрана за увоз на ферментиран тутун, право на склучување на договор без оглед дали има поднесено жалба за истото и така натаму и така натаму. Она кое што треба да разговараме понатака е барањето на тутунарите за порамнување на цените, за оној 100 денари од килограм, или како што побараа во на барање кое што од 13.2 се извинуваме пристигнато во парламентот и до вашите пратенички групи, а кое што верувам дека до денес не е отворено. Тоа беше за линеарно субвенционирање од 90 денари по килограм за сите класи. И она кое што крајот најмногу ме загрижува и кое што повторно нема да не испере пред овие меѓународни институции, пред меѓународни угледни списанија е тоа што нема да видиме одговорност и нема да најдеме кој е одговорен за онаа студенац шверцот на 5 тон, кој што и текако го нарушува, би кажал, кревкиот тек на општењето помеѓу тутунарите и владата. Во иднина, опозицијата, исто како и сега, во најбрзо време, нема веќе да го користам тој вака предзнак, ќе ги земе работите во своите раце. Ја би сакал тука да упатам порака до тутунарите кои што не седат и додека не излегувавме од тука, не контактираат и брифираат со информации. Може на некого му е смешно, на тие луѓе верувајте дека не им е. Тоа се околу 70.000 земјоделци кои што екзистираат од оваа дејност. Може да најдат партнер во ВМРО ДПМН и опозицијата. Ние сме тука спремни за да дебатираме, за да ги пренесеме вашите ставови во парламентот за оние кои што не сакаат да слушнат, како што во минатото имавме слух и со воведувањето на субвенциите, нешто кое што е мисловна именка за таков додаток сега. Ќе се бориме за да живее достоинствено, ќе се бориме за да она кое што вие сте го изработеле на нивите, крваво изработено, жолтото злато, да не биде потценувано само за да може некој од владините функционери да летува во Дубај или да одмара во Мексико, за средства и за сума која што вие со вашиот труд можете само манувате. На тоа ќе ставиме крај и јас ве уверувам дека за вас доаѓаат најдобрите времења во постоењето на оваа држава. Благодарам.